што се преземаат во семејството, зашто паралелната, континуираната и стимулативната активност на семејството и институционалното воспитување на нови деца предвидуваат овие два воспитни фактори меѓусебно да се дополнуваат и да се верифицираат резултатите на нивните влијанија како трајна собственост на активностите и поведението кај овие категории. Организираниот третман на ментално ретардираните деца е најважната компонента и најважниот дел на рехабилитационната практика. Сите промени главно се однесуваат на времето, содржината, обимот и на интензитетот на мерките што може да се применат во работата со ментално ретардираните деца. Тина задача да го отстрани, т.е. да ги ублажи и доведе до толерантно ниво грешките на развитието на ментално ретардираното дете, за да достигне тоа со реабилитација, со корекција и компензација, максимално можно да има капацитет на семејните способности и да стане активно, креативна и активна. С оглед на ретардираност се појавува на биолошки, на психолошки и на социјален план, третман ги зафета сите овие три подрачја и него го има 4 компоненти. Стимулација, терапија, тренинг и еволуација. Секој од овие компоненти има своја безбедно место, трајање, содржина, организација, техника, различните подрачја и различните делови на процесот на рехабилитација. Според сегашното ниво на неговиот развој, тој со оглед на значењето и хронолошката поставеност има прикладно значење во предучилишниот период, зашто треба да го обезбеди забрзувањето, компензацијата и максималната можна нормализација на когнитивниот развој, а истовремено да оможи и поуспешно совладување на едукативната програма. Комплементарно придружниот третман се спроведува во текот на основно-училишната возраст, односно во текот на целото школување, и тоа непосредно во редовните и во специјалните едукативни установи, како и во другите типови установи за списнување и рехабилитација на ментално ретардирани деца. Посебно со овој вид на третман, училишната, односно со реедукација на психомоториката кај ментално ретардирани деца започна уште во далечната 69 година во Институтот за ментално здравје во Белград од професорите доктор Светлин Појан и доктор Александр Шордер. Овој метод ги користи движењата кои инако се составен дел на спонтаните психологија, доволна координација и соработка на службите надлежни за обсервација и давање мислење за упатување на децата по редовните училишта и откривање и упатување на ваквите деца на рехабилитација во установите што вршат рехабилитационно-корекционна дейност и давање помош на патронажни служби на родителите на вакви деца кои имаат потреба од ваков третман, како и нерешените финансиски прашања во Републиката. Последните години ваквата состојба донекаде е изменена и подобрена во Битола и Скопје со отварањето и работењето на развојните советувалишта и Заводот за ментално здравје, во кој доведа институции до рано откривање и диагностицирање на детето, се врши идентифицирање на ризичните деца, се започнува веднаш со раните стимулации, односно со раниот третман. Тоа се охрабрувачки показатели кои не насочуваат во идеја да се организираме за побрзо и повеќе и посмело и поотворено да одеме кон отварање на такви институции. Имајќи го тоа во вид, и тоа значно третман и состојбата присутна во нашата практика, по пантомошното решавање на системот на рехабилитацијата, посебно внимание треба да се посвети на осигурањето на потребни услови за организирање на АПП. Воспитно корекционната работа со децата од
предучилищната возраст представува развојна фаза у системот на рехабилитацијата, бидејќи современите светски искуства зборуваат за тоа дека без универзитетен систем на работа со деца во предучилищна возраст, целиот рехабилитационен систем останува органски и функционално целосен, а во крајна линија и неефикасен. Затоа, оземјувањето на системот на рехабилитацијата на ментално ретардирани деца во републиката, а создавањето на условите за организирање на успешна корекционна работа со деца во предучилишна возраст треба да му се посвети посебно внимание. Bavi se dečjom psihijatrijom, kao mojim osnovnim zanimanjem. Na Dialektološkom fakultetu predajem neuropsihologiju sa reedukativnim metodom. I zahvaljujem se što ste me pozvali da na Skopskom univerzitetu održim predavanje i ovaj seminar mi učini posebnu čast. Ja sam u Skopju ranije dolazio i ovako mi programom se ponovno istoriju. Treba da govorim u stvari o redukaciji psihomotorike, jer to je seminar koji će pokušati samo tim uvodnim predavanjima i sa nekoliko uvodnih vežbi da pokažemo šta se tu može uraditi, kako bi zaista pravu edukaciju koja traje po 6-7 meseci možda organizovati kasnije i u toku godine. Edukacija psihomotorike je metod francuski. On je uglavnom u frankofonskom području raširen od Belgije do Italije. Na anglofonskom području prelazi u Italiju 10 godina. Tako da, kad sam naučen od edukacije psihomotorike, kad se pravi kao medici, na neki način smo mogli jako. Mi smo je naučili, u 1968. godine smo doneli to u Institutu za mentalno zdravlje u Beograd. Naučili smo tamo u institutu profesora Zanzova, u psihološkoj laboratoriji, gdje smo radili sa dr. Beržecom, Claire Meržak i određenom grupovom timom koji je bio tada ovako dosta poznat u svetu na tom planu. I on je zasnimao celu edukaciju psihomotorike na Prijaževu, o čemu ću na tajnje govoriti za ovih 5 dana. Dakle, iz toga centra smo krenuli u Beograd, a posle, zahvaljujući angažovanju dr. Kopačeva, koji tada je bio na specijalizaciji kod nas, što je bio datum mojih do sada, tamo je 75-78. je početo da tim i ekipa u Zavodu za mentalno zdravlje u Skopju realizuje isti taj program na isti način i u početku našu superviziju, posle u našu saradnju, pa se zajednički izlaze i na kongrese i tako dalje na tu istu temu. Na tome, edukacija psihomotorike u Skopju nije nova stvar. A nije nova stvar ni to da smo podeljeni na lekare, na psihologe, na defektologe i da vrlo malo se družimo u timu na pravi način. Više gledamo u timu ko će biti šef tima i ko će da upravlja sastavkom tima, nego što gledamo da jedni od drugih u timu nešto naučimo. Nije tim lekar i medicinska sestra, nego je tim lekar, defektolog i psiholog, da su ravnopravni po znanjima i ravnopravni po uropravima. Tim nije vertikalna hijerarhija, nego tim je horizontalna hijerarhija. Direktor ustanove, on je po vertikalnoj hijerarhiji šef, a kad je u timu, on je po horizontalnoj hijerarhiji i tu nema nikakve šefovske stvari, nego samo ono što umije i što zna. Pa se zato mnogi krijemo iz naših titula profesorskih i direktorskih,